Се фалеше пред светот со бенефициите за студентите, дома им ги укинува. Нецели 2 месеци по обраќањето на премиерот пред Обединетите нации во Њујорк, македонските студенти го кренаа гласот во знак на револт лицемерието на власта. Полните усти со фалби за правата на студентите и нивните бенефиции за кои премиерот зборуваше се претворија во вистински кошмар за младата и прогресивна популација во државата. Излегувањето на улица, да се каже доста, е логична последица посилна што можеше да се слушне до сега од власта. Воведовме субвенционирани оброци за секој ученик. Тоа е дел од нашите напори за обезбедување еднаков пристап до оброци за младите лица на универзитетите. Покрај тоа, секоја година се даваат стипендии за учениците од средните училишта, како и за универзитетските студенти, на различни основи, како на пример врз основа на приходите или академскиот успех. Студентите на улица и пресудија на власта на ВМРО ДПМН, а сега станува кошмари за актуелната власт која очигледно не ја научи лекцијата. Реалноста која ја живеат студентите во Македонија е поразителна. Од руинирани студентски домови, ниски студентски стипендии, мерки на штедење среде криза, наместо повеќе пари од државата. Капак на се е последниот обид за кратење на правото на субвенциониран студентски оброк. Власта во последен момент сака да спаси што може да се спаси, но дилемата е дали за тоа е доцна со оглед на огромниот револт. Какво е нивното расположение отсликува нивната последна порака. Студентскиот протест е индикативен дека нешто е гнило во општеството. Кризите во кои се наоѓа Македонија, молкот од страна на студентите и пасивноста на студентските организации, се мотивација на властите да удираат по грбот на студентите се посилно. Доста е. Ние, студентите, бараме надлежните да не игнорираат и со нивните политики да не си поигруваат со нашата судбина. За подсетување, студентите последен пат излегоа на протест кога започна студентскиот пленум во 2014-та против воведувањето на државниот испит на факултетите и новите измени на Законот за високо образование. Студентскиот пленум организираше 3 големи протести каде учествуваа и над 10.000 студенти. Ова студентско движење за прв пат во Македонија во знак на протест ги окупираше факултетите во Скопје, каде што студентите се вселија и со денови преноќуваа таму. На тогашните протести се приклучија и професорите, пошто професорскиот пленум доби контрапленум. Всушност, овие протести беа почетокот на падот на владата на ВМРО ДПМН. По студентските протести во 2015-та беше објавена првата политичка бомба. Бомбите беа причина за шарината револуција, која на власт ја донесе денешната гарнитура.